Фудбалот не е само игра. За Михаела Додевска, Ема Нановска и Михаела Наумовска. Тоа е начин на живот и со задоволство ја споделуваат својата фудбалска приказна. Од првите чекори на терен, преку развојот на кариерата во домашните клубови, до настапите за македонската репрезентација. Михаела, Ема и Мила зборуваат за трудот, посветеноста и предизвиците, но и за личната сатисфакција после секој добро одигран надпревар. Јас сум моментално веќе трета година во ЖФК Скопје. Па доста напорно, бидејќи секој ден има захтевни тренинзи, колкото во сега кој имаме припреми, кој ќе почнеме, доста понапорно ќе биде. Со репрезентацијата има различни категории од U15, U17, па потоа U19. Ги имам пројдено сите три, првен во Доран во кампове по U15, потоа секторите на така гледаат кој може да продолжи, кој не. Како и доста дел што започнале со фудбалот, така и уште од мала цело време со топка пред зграда по игралишта и уште од мала најчесто со машки цело време игравме, бидејќи девојчињата поретко. И на тренчињата прво имав почнато, потоа во машки клуб Форца. Прво почнав да ги гледам машките и со нив сакав да почнам да играм и кога почнав понатаму продолжив да барав клуб, за да идам да играм во некој клуб и да продолжам со кариерата. Јас започнав да играм фудбал на мои 7 години. Првиот клуб ми беше машки клуб во Драчево, ФК Драчево. Потоа започнав во женскиот клуб ЖФК Джижи и таму се стекнав со многу големо искуство со тоа како женските работат, колку работат и колку треба да се вложи во тоа за да станеш и за да изиграш една утакмица. И потоа од тој клуб се префрли во ЖФК Вардар, каде што исто така стекнав многу големо искуство, каде игра во втората женска фудбалска лига. Репрезентација како репрезентација е многу голема работа за фудбалерка да биде на тоа ниво, бидејќи исто така треба многу труд и да се вложиш во тоа за да издржиш тие 90 минути. И за мене представува многу голем. Јас сум горда на себе бидејќи сум дел од таа репрезентација. Иако често се соочуваат со предрасуди дека фудбалот е машки спорт, со својата упорност, труд и резултати, постојано го докажуваат спротивното. Тие се пример дека талентот и посветеноста немаат пол, туку само страст и визија. Од другарки, роднини, во училишта најчесто на голем дел од машките им е чудно женски да игра фудбал, па и моите од прво не беа за да играм фудбал, дека бил машки спорт, груп спорт, сака нешто одбојка ракоме да сум тренирала, ама пак сум тука еве. Прво имаше од родителите и не беа за да играм фудбал, дека бил машки спорт и па после други од другари, другарки. Машките најчесто се љубоморни на тоа ако девојката е подобра од нив и па така тешко е да им докажеш дека можат и женските да играат фудбал како нив, дури и подобро. Никогаш дали тоа те обесхрабрува или пак ти дава дополнителна мотивација? Па на сите девојки ако ги прашате дополнителна мотивација дава, бидејќи тие мислат дека може да бидат подобри од женските. Тренерите Илија Мандаров од женски фудбалски клуб Скопје и Кирил Изов, женски фудбалски клуб Истатов, се првата и најсилна поддршка за фудбалерките. Не само што ги подготвуваат за одлична игра на терен, туку и ги охрабруваат да се справат со стереотипите што ги носи општеството. Нивната улога е клучна и во спортскиот и во личниот развој на секоја од нив. Јас сум задоволен и мислам дека никогаш не би отишол во друга сфера, освен ова женскиот фудбал. Ми се допаѓа, мојот карактер е да створам, значи младо девојче, значи идеме така повеќе со колегите, се она што е, да речеме, потенцијален, да речеме, талент или потенцијален, како се вика, репрезентативец, да го усмериме, да му помогнеме, да направиме, да створиме една убава репрезентација македонска, не само клубска, да не биде само работиме за клуб, а репрезентација која Македонија ја запоставуваме, значи претежно целта ни е тоа да го направиме. Предрасуди имало и ки има, нели, и во народот тука во Македонија и така натаму, меѓутоа
И јас на почетокот малку почнав со својата тренерска кариера во машки клубови, меѓутоа од некаде 2011 година сум дел од женскиот фудбал во Македонија со својот клуб, со репрезентациите и така натаму. Иако имало периоди кај што нели било тешко и сме се соочувале со секакви предизвици, не сум се откажал никој пат таа желба да им помогнеме на девојчињата во Македонија да играат фудбал, да напредуваат. Михаела, Ема и Мила, како и останатите девојки од тимовите, продолжуваат посветено да работат и да се усовршуваат, со јасна цел да напредуваат и да дадат максимален придонес за своите клубови, но и за репрезентацијата.